Почитувани, ви посакувам добре дојде на нашиот состанок, како се собравме, можеме да почнеме на емисијата, односно во емисијата Очи во очи на телевизија 24, во која ќе зборуваме токму за состанокот во Скопје, во Министерството за надворешни работи на мешовитата заедничката комисија за историско-образовни прашања. Овој 20-ти состанок ќе се одржува, како што кажав, во Скопје од утринава, дводневен состанок, но треба да се спомне тоа дека е ова прва средба по потпишувањето на протоколот за спроведување на договорот за добрососедство и пријателство, односно за кој пак иницијативата за референдум беше одбиена вчера како неуставна. Гледате како се поврзани работите. Така да комисијата продолжува со работа, а при тоа пак денеска и утре со релативно чувствителни, сензитивни теми би требало да се актуализира повторно прашањето за историската улога на Гоце Делчев, но од друг аспект, односно треба да се утврди, комисијата треба да го утврдува етничкиот идентитет на Гоце Делчев, јасно на инсистирање на бугарските историчари, тоа не треба да се спомне, затоа што барањата практично се од таму доаѓаат, ние ништо не бараме. И добро, засега, прашање е колку е воопшто основано да се инсистира и каде води тоа. Добро е што досега не се бара да се утврдува и родовата припадност на Гоце Делчев или на некој друг. Повторно со истото прашање каде тоа би одвело. Па слично размислуваат, веројатно и се прашуваат, барем оној дел од комисијата од Македонија, кои сметаат дека всушност работата на историчарите, односно утврдувањето на етнички идентитети, не е работа на историчарите, туку комисијата и историчарите треба да ја утврдуваат историската улога и на личностите, секако и околностите, состојбите, приликите и нивната улога, односно значењето за двете земји. Така да ова е една интересна тема, покрај која не помалку важна, но може би релативно во сенка на ова тема е содржината на два учебника по историја, така да и тоа ќе се разговара, 7 одделение од македонскиот образовен систем и 3 учебника од 6 клас во основното образование во Бугарија. Ова е инаку, поречиси една година, имаме сега ситуација дека македонската страна, односно македонскиот дел од комисијата, учествува во полн состав. 7 члена комисија, затоа што минатата година, се сеќавате сигурно, беше повлечен историчарот Ванчо Ѓоргиев и од тогаш работеше со 6 члена. Сега е во полн состав, така што поречиси една година доби нов член во македонскиот тим е сега Димитар Љорковски, кој е историчар, професор во Институтот за национална историја. И чија област е, како што се вели, експертиза и за националните движења на Балканот во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Па ете што ќе ни донесе оваа нова средба на мешовитата комисија за историски прашања. Иницијативата за референдум е одбиена, договорот за добрососедство засега не е загрозен, а врз основа на договорот за добрососедство, како што и кажав, односно од неговото потпишување и врз основа на него продолжува 20-тиот состанок, а првата средба по потпишувањето на протоколот. Денеска и утре е состанокот во Скопје, во МНР. Што мислите дека ќе ни донесе, со оглед на тоа што работата оди напред, оди понатаму, дали оди напред, тоа ќе го дискутираме. 609-1924 и 609-1925 се телефонските бројби. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Фала. Се слушаме, да, повелете. Благодарам. Повелете, да, добар ден. Јас велам нека се најде компромис. Аха.
не губиме ништо. Идентитетот и јазикот ни се зачувани и остануваат. Аха. Границите се неменливи, не се менуваат и добро е да се најде компромис по сите отворени прашања. Мислам дека е крајно време да бидеме соседи, да го почитуваме договорот за добрососедство и пријателство што е склучен, и да бидеме соседи, да се најдеме и во лоши и во добри ситуации. Како што сега ни предстоја многу лош период, зиме доаѓа, нашиот премиер беше таму и ќе дознаеме, изгледа утре ќе дознаеме со што и колку можем да ни помогнат на нас бугарите. Од друга страна, како што спомнавте вие, дека комисијата накнадно ќе утврдува за генетите на... Да, етничката припадност, да, на Гоце Делчев. Етничката припадност, идентитет. Идентитетот, нека го откријат, нека соопштат на народот и нема потреба за такви работи нити ние, нити бугарите се невинаме и да ствараме непријателства. Нема корис од страните на непријателството. Да се продолжи, да се соработуваат едни со други, да одиме напред, да нема ситуации во која ќе влегуваме од еден конфликт во друг, да правиме без потреба негативни работи. Јас сепак гледам ове мисиите кои се задолжени да грешат овие прашања, дека се со добра намера и дека нема тука политика и дека... Ви благодарам, еве истече времето. Поздрав до вас, добар ден, повелете за следниот гледач. Да, добар ден. Ве поздравувам, повелете. Поздрав до тебе, Телевизија 4. Благодарам, повелете. Искам да ви кажам, овие две комисии што се составени од страна на Македонија и од страна на Бугарија, не можеме ние да се оттргнеме од тоа. Македонија работи на научна основа, не на националистичка основа. Затоа јас кажувам, начело со Драги Георгиев, сите тие професори, доктори, историчари, се лица од знаење, не од незнаење. И тука ние мораме на бугарите да му докажеме во научен стил, а не да се и на етиме или на националистичка основа да донесуваме некои заклучоци или некои договори така натаму. Така да јас се надевам дека овие наши сите 7 души кои се изврсни професори и доктори по областа на историја во одредени термини 11 век, 15 век, 16 век, балкански историја која што изучуваат. Затоа тука ние нема што на некој да му се докажуваме со национализам. На научно господа, нека разбери цела Македонија. Мораме ние со од стручен аспект и научен аспект да му докажеме на бугарите дека ова не може вака да оди, дека треба да се процесите на сите тие работи на национализмот се тргнат и да се отиди на научноста, култура, историја, етникум и така натаму. Тоа што го рековте за Гоце Делчев, искам да ви кажам, тука нема да присваја Бугарија, затоа што Гоце Делчев не е роден во Бугарија, туку е во Кукушка, Егејска Македонија е роден, затоа јас би ги поздравил и би ги поддржал на сите оние одлуки што ги донесат за и Македонија и за Бугарија. И благодарам многу. Благодарам и јас ве поздравувам. Мене лично не ми е јасно како би можело да се поврзе или што би значело етнички идентитет било чив со, да речеме, одредена идеологија или пристрасност негова и така натаму. Па дури и со вера, ако сакате. Со други зборови, етничкиот идентитет покажува се, само не покажува какви идеи, идеали имал тој човек. Зашто се, не знам, залагал, борел и така натаму. Со други зборови, ако е некој, не знам, етнички монголец или италијанец, не значи дека автоматски ќе има приврзаност или ќе биде против нешто. Напротив, сите се различни. Така да лично не ми е јасно, освен да се докаже, да речеме, иако се докаже, добро етнички бил. И што тогаш? Мислам, дали се докажува неговата дејност?
неговата заложба, неговата посветеност, неговата идеја, неговата визија, тоа каде тој се стремел, што очекувал и така натаму. Добар ден, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Вака се. Поздрав. Господинот добро зборуваше пред мене, меѓутоа, да бидем искрени, тој самиот нека размисли дали познава добра историја, зашто овие историчарите се виде до сега, ево накратко само да кажам. Гоце Делчев го изгубивне, најмногу заради нив и некој стои за нив. Јанес Сандански го изгубивне, Даме Груев го изгубивне, Цар Самуил го изгубивне, а господинот кажува треба историски или овие биле научно подковани, така натаму, така натаму. Друго, успеа бугарите да не го остават во Битола, знаеме Ванчо Михајлов тамо, во Охрид Борис Трети, па сега го ставили или ќе оставаат тој Фердинанд и така натаму, и така натаму. Па ова, шо не, со скршена кичма, па ние немаме кичма, бе, ние сме безарбетници. Тие што не водат се безарбетници, исто и ние сега. Ова срамота да кажеме, сега имаме ние некоја комисија историска што ќе решава научно и не знам како. Па се види ова џабе не е, господине. Ова не е џабе, ова никој денеска џабе не работи. Нема овде има големи награди. Македонија се разнебитува по долж и попреку, по сите меридијани. И така да, мислам, господинот пред мене стварно нека помисли дали треба да има верба во некои се состанале јас и тој, ние, вие, тие историчари кои што испорачуваат нешто. Мислите, Борис Трети сме го имале ние овде тука во Свети Наум во црквата во Охрид. Па што значи тоа? Тоа значи дека договорите помеѓу Германија, Италија, со Бугарија и со Албанија се исполнуваат сега, да е дел од Македонија. Тоа се старите договори. И ево сега постепено се одинато. Овој францускиот тамо предлог со протоколот. Така, да, истече времето, ве поздравувам. Инаку пред точно еден месец, на 15 август, комисијата усвои препораки за заедничко чествување на личностите од средниот век. Знаете секако, светите Кирил и Методи, свети Климент, свети Наум и цар Самуил. Сега, она што спомнавте вие, овие кои ги спомнав јас, се усвоени за заедничко чествување. Она што го спомнавте вие, не знам, цар Борис Трети или цар Фердинанд Саксо-Бурготски, тие очигледно ќе си се чествуваат сами. Мислам ќе бидат од страна на Бугарија во рамки. Добро, за цар Фердинанд не е поминато уште ова регистрацијата, но ако се регистрира, цар Борис Трети е помината преку тие културни здруженија. Тие, еве, не се за заедничко чествување до сега. Добар ден, повелете. Исо, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Абориджини, да ви се обратам. Не треба да се разговара со бугарите. Туку треба да ве вратам назад во 18 век. Сите кои мислите така како претходните што мислеа како првите, не овој последниот. Па вие знаете ли дека културно не би разговарал со било кој не ме признава мене како особа, не ме признава како народ, не го признава јазикот, па упорно тврдат тие, а ние упорни бараме да разговараме со нив. Па знаете ли вие дека кога ќе соопштат дека Гоце Делчев е бугарин, треба да ја менувате химната. Сите тие што се спомнуваат таму во химната, Питу Гули, Даме Груев, за кој паѓа животи, животи паѓа, а вие така едноставно се откажувате од тие дејци. Размислете малку, посебно вие што зимате пари или имате нешто корист од тоа што браните. Знаете дека еден ден ќе се каете. Ако ја смените химната, више вие не постоите као држава. Упорни ќе одите, како да имате тамо во таа Европска унија нешто што сега го немаме.
И тамо има просјаци по тие раскрстици, и тамо има бездомници. Размислете. Секоја чест на овој кој се откажа од таа комисија. Не пуштаат во таа комисија никој, сем нивните послушници. Уште еднаш ќе ви кажам, размислете, државата е во прашање. И со види поздрав. Ве поздравувам и јас, ви благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете. Од Калавер се јаво. Ве поздравувам. Сега заказ. Кажете. Треба таа комисија подкитно да укинат и тие драги Ѓорѓиев и тие сите комисија што се една ден ќе одговарат. 16 пресуди има од Европскиот од Страсбург. И они уставниот уставот правен, они не го сменат да се направи репроцитет. Ние таму имаме македонци околу 250.000, 300.000. Како компромис, тие првите 20 што зборува, како не му е срам бе, како компромис бе. Не иду овди со они да се разговараме. Подхитно да и прекинат преговорите. МПА Чиро Григоров кажа, Србија 10 милиона, Босна 15 милиона народ бе. И таа пруга за таа градот економски не е оправдана. Ние имаме пруга Мазарска Грција. Таа пруга не може да остане, не пруга ќе правеле они. Што да дам подхитно и таа комисија да се растуре на чело со тие драги Ѓорѓиев. По колку пари паѓа ова вазда, како не му е срамбе. Они особо праве, не го стенат, после ние ќе му дајме. Бугари нема у Македонија. Они у Владцејо и се паа 12 сета со бајонети и се паа. Татко им беше партизан, тоа лично ми го кажа. Значи, подхитно таа комисија и компромис не идеологија. И тие драги Ѓорѓиев и тие сите се одговарате за ден. Ова е порака од цела Македонија. Подхитно да се прекинат преговорите со бугарите. Нема со бугарите ништо да разговараме. МТ Русија и ништо повеќе. Каква Америка е окупаторска држава, го тепаа Хусейн, Србија нападна од авијано. Добро, да не шириме сега во тие теми. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Се слушаме, благодарам. Немам поверение нити ни во другите, било какви мешовити конференции, мешовити состави од историска гледна точка. Ја мислам дека овдека гледаме две супротни страни, самене нашите историчари го бараат оно што е нашето и што е вистинито, дека ние стварно сме посебен народ, со посебна историја, култура, цивилизација, зашто досега наши толку години се боревме и дојдовме до некој си, што се вика сонзание, додека бугарите се борат за историја која што ја нема, историја за која што така да ја наметнат како нивна, како тие да се бореле во дебите фашисти, но биле партизани. Како не може некој да се декларира оно што не е. И затоа ми се дека многу тешко ќе се дојде до некаков компромис и до некакво решение. Ако ја лично прашувам, за мене не е нормално, логично да ние прославуваме заеднички за историчарите, за нашите и дејци кои што се бореле за самостојна Македонија, за самостојна култура, историја, значи сега ние заедно кои нон-стоп не окупирале, нон-стоп не малтретирале и толку наши граѓани се погинати во овој долг период, сега ние треба на тоа да ставиме пред ни случајно. Меѓутоа, за Господ ми бега време, сакам да кажам. Нема што да дискутираме за него, знае студење во Кукуш, да се знаат родителите, мајка, татко и сите останати негови роднини. Тој бил принуден да има бугарско државјанство, заради што бил човек од, што се вика, од визија, сетал на... Така, благодарам, еве истече времето. Поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Повелете, благодарам. Значи не постои земја нормална во светот и ненормална, што преговара за своја историја и идентитет. Тоа нешто преговараат германците и французите, ама 50 години уште преговараат. Па ова се предавници на срасни, платеници на странски служби. Сегашната влада. Почнувајќи од заев. Значи, не може да се преговара за нешто што е факт, за кое постојат докази.
Они се платени за тоа. Како може ти за Гоце Делчев, па овие митови, државите митови имаат, од митови се створени, од херои се створени. Па не е нормално ова што го прават. Ние имаме Институт за национална историја. Не може ти комисија со 20 историчари што не се стручни за одредени области да решаваат прашање старо 1000 години. Па имаме институтот, што не побара владата институтот наш, што институтот бугарски да преговара. Кај што имаме доктори на науки, професори од сите области, кои што ги имаат сите можни документи. Ама не, така знаат дека нема да излезе бугарско. Што не го слават бугарите Васил Левски со Србија и со Грција заедно. Грчки монах беше 12 години во српска војска се бореше. Што не го слават Левски? Или само нашите работи ќе ги славиме? Срамота из овие што се јавуваат. Срамота, а уште поголема срамота, кој ќе прочитам домашнава работа, дали ја прочита, од 7 одделение дете од Кичево. Сите да се засрамат. Вика, домашна работа, мојата татковина, мојата земја име нема, Грција и го зема. Мојата земја јазик нема, Бугарија и го зема. Викаат била северна, а потопла земја нема. За мене е таа Македонија, убава држава нема. Северџан ме прават да бидам сите политичари наши, но јас сум македонец, викам гласно и тоа не ме плаши. Значи, дете не е расипано без интерес, со интуиција детска, подобро ги чувствува работите, него овие пензионери, него овие 20... Ви благодарам, ве поздравувам во врска со утврдувањето на етничкиот идентитет на Гоце Делчев, на што инсистира бугарската страна во рамки на заедничката мешовитата комисија. Мисля, че нека спомнав и на почетокот, македонската страна, односно македонскиот тим, е со став дека ова е неприфатливо. И спомнав дека аргументот е токму дека тоа утврдувањето на етнички идентитети на историски личности не е работа на историчарите, ниту на комисијата. Па следствено на тоа е и неприфатливо да зборуваат. Повторно гледате заедничка, има пресечна точка и со претходната тема во емисијата во тек. Не само оваа поврзаност со договорот за добрососедство, односно протоколот, туку токму и со тоа кој е надлежен за што прогласувањето за односно отфрлањето на иницијативата за референдум како неуставна. Во таа смисла, значи, македонскиот тим вели ова е неприфатливо. Историчарите треба да утврдуваат историска улога и значење на личностите за двете земји, но не нивниот историски идентитет. И сега имаме дотолку повеќе во врска со ова сензитивно прашање, за кое ќе се помеѓу другото прашањето околу учебниците по историја, ќе се разговара денеска и утре во Скопје, во МНР. Дали ќе остане ставот на македонскиот тим неприфатлив, односно дали бугарската страна, бугарскиот тим ќе се откаже од барањето за утврдување на етничкиот идентитет на Гоце Делчев, или сепак ќе се најде некој, толку во последниве години честопати употребуван термин за решавање на спорови, ако е спорен на вистина дали нешто решава или не, а тоа е компромис. Дали ќе се најде компромисно решение или ќе се најде компромисно, нема да биде решение. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Се слушаме, поздрав. Исо. Благодарам, повелете. Абре Македонче, нема шум николку ова дете од Кичево. На пресконференција пред неколку години пред да дое Заев, кој ти и Викторија Нулан јасно кажа, 20 години баравме како Заев, го најдовме. Што очекувавте? Комисијата историска тој ја создаде. Тие се повеќе од половина од струмичките села историчари, обични историчари. Со пари и награди за тој што им каже тоа да решаваат. И тоа ќе го решаваат, ќе бидете сигурни. Како сега што прави Уставен суд, тоа е негов Уставен суд. Тој ги избира уставните судии, како што го избереше и други. Меѓутоа има позадина, а тоа е Америка и Европа. Тоа го од него бара, тој го обечал, тој подпишал и така ќе биде. Па нели овај, така наречен председател што кампува наводно
Како се вика, не можам да се сетам сега, председател што ни е, речоти Гоце Делчев е булгарин. На бугарската телевизија Заев речоти македонски и български народ са същи, јазикот е същи. Што сакате сега? Сега ви текна да ја браните Македонија. Откако ја испуштивте, откако државата ја растури овај Заев и уништи македонската нација. Сега е касно. Сега ќе прифатите и бугарска химна, и бугарски грб, и бугарски јазик, и бугарско државјанство. Се ќе прифатите. До тамо дојде работата. Касно е сега. И што ви прават? Џафери одбил. Заев одбил. Заев му наредил да го одбие. Не е Џафери. Џафери работи по наредба. Џафери го обвинувате. Овај Османи, министерот за надворешни работи, го обвинувате. Не бре, Заев им наредува. Се Заев работи. Заев е кривецо за уништување на Македонија и на Македонија. Благодараме ви, истече времето. Поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Повелете. Добар ден. Се слушаме? Ало? Да, се слушаме. Повелете. Здраво, брат Исто. Здраво, поздрав да вас. Повелете. Абе, Исто, бе. Абе, само глуп човек, само бугарофил и само лигуш на власта за лични интереси може така да ги брани овие работи што ни се случуваат. Абе, нели Европа ни кажа нема да преговарате за историја? Што е ова што ни се случува? За географија ли разговараат? Па нели гледате дека тие се послушници на Османи, за големи пари ќе продадат све? Не знам што спие опозицијата. Земи секојдневни протести, иначе отиде државата, бе, луѓе. До 2024 ако чекаат редовни избори, готово е. Целиот идентитет македонски ќе стане бугарски. Како не го гледате тоа? Гоце, ова, она. Па нели ви е јасно, какво заедничко славење, бе? Кои држави слават заеднички, бе? Колку ли сте трупови, бе? Толку ли сте слепи? Па бе, лажат со тие предавства, демек за влез во Европска Унија. Па тој првиот се јавува напред да одиме. Кај да одиш, бе, напред, бе? Абе, не знам што да кажам. Толку заспан народ, толку овие предавници, толку ситни души што се продаваат за ситни лични интереси. Абе, све ќе изгубите, бе, ало. И тебе што те вработили и унапредиле, утре у Бугарија ќе немаш никакви права, ќе ти избркаат од државата, бе. Слепец еден. Нема да имаш никакви права. Како не гледате дека Дуи команда, дека председателот и премиерот све одобруваат што ќе каже Дуи? Како не гледате дека Османи команда со историската комисија и е удружен со бугарите, се што ќе побараат ќе им се дозволи? Како не го гледате тоа дека идентитетот се руши комплетно, етнички геноцид на македонската нација се врши? Како не го гледате тоа? Слепили сте. Обединете се и предвремени Така, добро, но еве, ајде и вие обидете се да видите дека треба да се бираат средствата кога сакате нешто да кажете, сепак одберете ги средствата, да не отидеме во друга крајност која ниту ја посакуваме, ниту ќе има ефект. Затоа велам и покрај вознемиреноста, напротив, дури дотолку повеќе. Токму и кога работите не се такви какви што очекуваме, дотолку повеќе треба да настојуваме да бидеме смирени и да ги прифаќаме работите за токму рационално, колку сме порационални, толку ќе може и пореално ги согледаме и да ги решаваме, наспроти нерационално и неодбирање на средства. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете. Како работите треба да видат и што ако и без тоа не наречеа хистерични били тие што штрайкувале? Па кој ја ствара таа хистерија кај народот? Тие тамо што седат главните, што јадат со златните лажици. Тие го прават народот хистерични, го прават како да лазе по земјата. Како не ги е срам, бе, ти без кичмињаци се тие луѓе, бе. Ти немат никакво чувство за држава, само пара, да гледат го народот пара. Не го гледат како народ, гледат го како пари. Слушам го Сабајле Адеми, ќе протестирала ако референдуму се распише.
Па треба да му однесе да ден купува флуџани и таци, па да може да ма посити у собранието. Срам да му е. Каде има диплома купена, каде го запусти образованието, каде влегла учека целата терористичка организација е у собранието, што мисле Джафери ќе го одбива референдумот. Што е он? Не е веќе он командант на УЧК да тука да повела и да псува со народа како што не треба. Да вреѓа, онај пистори ваде. Срамота. Ние денес, сега и македонскиот доктор го обвинува дека он е крив. А Гушев што ја направи болницата, каков материјал, сека се чуло железо да горе. Срамота. Во го нема никаде, никаде. Изгледа некои луѓе гледат со розови очила или тие се задужени од СДСМ така да ги бранат. А бре, СДСМ станете и свестите се шо ве чека после. Секој ден има крај. Секој ден има крај. Нем да мислите дека се вечни. Народот веќе не може да издржи. Без конкурси се примат, 16 души ќе примат. Каде се конкурсите? Каде се конкурсите што ги зава да биде способните луѓе да седнат таму? Запустија ја поштата, запустија железница, запустија Македонија пат, запустија. Што не запустија веќе? Се се растури. Воли е држава. Премиерот се чука у градите. Кој премиер се чука у градите? Председателот призна сам дека он ги составувал протоколот 6 месеци. Да, добро, ви благодарам, но постапките на сите оние кои одлучуваат немаат врска со претходните околности. Еве, за историската комисија зборуваме, па значи, еве, дури со околностите од поблиската историја, не знам, ОВК и така натаму, ОВК, УЧК, како и да е, или било што друго, од кој да е аспект. Туку само со оние кои се на тие позиции да одлучуваат, затоа што одлучуваат како што одлучуваат. И имаме неколку различни пристапи, гледишта околу неколку работи, тоа е перспективата на Македонија, ЕУ, па патот до ЕУ е она што се барањата од Бугарија, кои се доживуваат од едни вака, од други онака и слично, како, не знам, одредена закана по идентитетот од другите, дека не е и слично. Но како и да е, велам, поентата е дека тоа е резултат на оние кои се на позиции и одлучуваат. На позиција, не знам, министер или председател на влада, председател на држава или на влада, тоа е ставот на тој кој е на таа позиција. Да е, не знам, председател на влада некој друг, исто би бил председател на влада, а би имал поинаков став. Значи, затоа тие лица со тоа име и презиме на тие позиции имаат такво мислење, кој е генерално на некој начин, ако се сведе под заеднички именител, барем како перспектива на државата, се собираат во еден фокус. Сите тврдат дека се за перспектива за напредок на државата, дури дека се за ЕУ. Ние немаме поделба таква, еве, и опозицијата генерално, не само ВМРО ДПМН. Ја немаме, барем не дотаму таа поделеност. Дека некој е против ЕУ, а некој е за дотаму таква раслоеност, немаме. Но имаме околу методите како да се стигне. И цената. И тука се разликуваат ставовите. Добар ден, повелете. Ало, исто добар ден. Ве поздравувам, повелете, да. Поздрав за тебе и екипата. Благодарам. Абе, се чуда, мајко му, до гледачеве, што е работала? Абе, луѓе, кој смее да го земе идентитетот, јазикот, државата? Кој смее, бе? Освен со војна. Немојте, бе, луѓе, вака да праќате вакви сигнали низ светот, низ медиумите, низ ове 24 медиума што оди низ цел свет. Кога не успеевте нас, албанците, од 81 до 91 година, да не асимилирате, што ни беше забрането и албанскиот јазик, ни беше забрането да го спомнаме Косово, да го спомнаме, да ја спомнаме Албанија, 60 дена затвор што одеше. И не смееме албански да збореме. Кога не успеевте вие тоа да го направите, нема ни некој врз вас да успеете во ваша држава, односно во наша држава. Не се пасите толку луѓе, ајде има да биде се како што треба, одиме во Европа заедно сме посилни и заедно ќе доградиме ова држава, ќе засилиме и економски, и идентитетски, и јазични, убав македонски јазик имаме. Државен јазик не е тој сега,
дома покрај него и албанскиот јазик, меѓутоа, тоа е тоа сега. Така да, немој да бидете толку љути и немој да бидете толку себешјаци и немој да бидете толку оштри. Затоа што нема потреба. Не може државата никој да не ја зема. Таа е наша заедничка на сите заедници, албанци, турци, македонци, боснјаци, срби, турци, сите. Наша е и ние ќе ја бранеме до пера. Нема никој да не ја земе, нема никој да не асимилира. Поздрави со и толку. Едва сум те добил да знаеш. Да, еве се радувам, ви благодарам и убави се тие ваши пораки за обединување, добри се, иако еве не се тема затоа што дури не се ни спорни, би кажал, барем не во оваа констелација сега. Ние го немаме тој проблем внатрешен, ниту некои отворени конкретно спорни прашања, туку ова што е однадвор, а како дополнителен момент за ЕУ интеграциите. Токму затоа и вчера спомнав и онаа изјава и на подпредседателката на Бугарија Јотова и така, дека од внесувањето на бугарите во уставот на државата на Македонија зависи ЕУ интеграцијата. Но дека тоа го кажува подпредседателка на една држава, а не го кажува инстанцата Европска комисија или Совет на Европа и слично. Мислам, ако се портпароли или слично, тогаш нека се огласи ЕУ и нека каже, еве, нашиот став ќе ви го пренесат од Бугарија. Затоа велам, имаме тука испреплетеност на односите. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Дали имаме некој? Повелете, благодарам, повелете. Како поздрав до сите гледачи. Благодарам. Видете, господин новинар, овие теми, значи, се многу од висока дистанца, висока политика. Ние како гледачи не можеме ништо да принесеме освен нервоза, препокувања. Се гледаме што работи таа историската комисија, тие луѓето што се таму членовите. И тие со нивното внесување пренесуваат кога ќе поставите ваква тема, значи уште повеќе, значи провоцирачки, поставете некои теми за кризата, со електричната енергија, со нафтата. Тие теми се многу битни сега во овие месеци, што ќе да ги додинат власта и некако да се допринесе, ако можете ви го преку телевизијата со вашите теми. Иначе овие се високи политики, секој ден ги гледат вашите гледачи дека одат во многу провоцирачки и оние што се наклонени према политичките партии, едни према други, тука преку телевизијата уште повеќе се иритираат. Значи, ова историска комисија за историските прашања е под команда на Министерството за надворешни работи. Министерот за надворешни работи, тој решава се, а ова е само флоскула колку да се замачка на луѓето лицето. Затоа поставаат некои прашања, ви ги како телевизија, вие можете самите како новинари да го решите овие темите на министрите, му поставите овие прашања и ќе слушнеме си. Ви благодарам и поздрав. Благодарам, ве поздравувам. Па добро, ете една ваква тема за ова убаво попладне, за да не доисцрпи и потроши од онака целиот овој ден, кој веројатно повеќе или помалку активно сте го поминале и да имате потоа мирна ноќ. Се шегувам, но ете, да не ги прескокнеме овие клучни работи, да не испадне дека не сме ги спомнале, а секако дека ќе зборуваме и за ова за што укажавте околу актуелната состојба која е и околу нас веќе некое време и допрва ќе ја почувствуваме и ќе биде изразена во текот на зимата која не очекува економско-енергетската криза. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, поздрав, повелете. Малце ќе те критикувам исо. Повелете, ајде критикувајте. Како прво, тој што нарекува тој дипломатот без кариера, што нарекува сите слепци, лигуши, будали, што ти ја знам, некадри, неспособни, забегани и не знам
секакви изрази не употребува. Јас мислам не би требало повеќе во емисија да уклучи. Да, благодарам за критиката. Ја прифаќам, мислам сериозно велам сега. И навистина ме вреѓа еден таков човек да учествува во ваква реномето на емисијата, мислам, е доволно високо за тако некаков. Јас од тоа ниво испомнав на ниво да ги бираме средствата за да не користам примат. Човек кој е забеган. Не знам што на култура. Дипломат вели дека бил, ама она не личи на ништо. Не да изгледа, после изгледа такви ни се дипломатите. Зато и ни одат работите вака, како што одат. Така испаѓа. Изгледа. Што комисијата. Комисијата си комисија сега, тоа е тоа. Ете, место членот што си даде оставка, добивме нов член и сега таа е, јас мислам, историчари се сега сите. Сега, работите се сгрешени многу одамна. Не се од сега работите сгрешени. И тоа што е Гоце, некој што бугарите што го мисла дека е бугарин, и тоа што се и останалите таму како бугари земени едно друго, тоа се грешки од минатото и тие грешки, јас не знам, едино со некак разумни компромиси, што велеше председателот. Еве истече времето, да. Ви благодарам и секако констатирањето на одредени околности во рамки на оваа наша комуникација, секако кога е соодветно, е секогаш и добре дојдено, затоа што на тој начин заеднички се доближуваме до вистината, до работите какви што се, затоа што секој си е, еве со тој речник телевизиски, секој си е субјективна камера. И секој ни својата камера ги гледа работите, затоа е неопходно и да, односно добре дојдено кога ќе дадете и констатација од ваша страна, затоа што пак сме сите еднакви. Навистина заедничкото дружење, вклучително и мене, ме става, го употребив тоа и во тек, само може би примус интер парес. Прв помеѓу еднаквите. Тоа е само таа разлика што ете, модерира, да речеме. Но затоа си давам право и јас и демократско право и во демократска дискусија да учествуваме сите, па вклучително и јас. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Вака сега, овој човек што беше пред мене, многу е битолчанецов, многу е мераклија да кажува дека кого треба да исклучуваш и како ти треба да работиш. Вака сега. Он во една претходна емисија, каде што јас после тоа не можев да се јавам, го нарече еден македонец од Егејскиот дел на Македонија и геецот, и така да си го спакувал куферчето, па да оди таму во Егејскиот дел од Македонија, во Грција, да има таму ќе го примеле. И ја имам чувство дека овој човек, која зборува така, зборува лизни мазни, јас лизни мазни го викам, не го викам битолчанец, изгледа дека татко му или дедо му давале така наредби да кој каде ќе збори, сигурно некој од неговите праќал и на Голи Отоп, и така човеков е научен некого да праќа, ако му неки се допаѓа овдека во Македонија, затоа што е Северна Македонија, можеш да отидеш кај што идеш, кај што си, пошто си е геец и така натаму, и уште многу погребни зборови кажа во својата емисија, ти не го прекина, и јас неќам да го прекинеш. Он тоа што го мисли нека си го каже. Меѓутоа ја да му кажа на него, не постојат егејци, постојат македонци од Егејскиот дел на Македонија. А тоа што он сака да ги праќа тие, како што ги нарекува егејци, назад со куферчето и со бовчичето како што дошле овдека, затоа што Тито ги примил и не знам што. Слушај да ти кажам, ти си научен да командуваш во оваа држава, заврши твоето време, сигурно некоја коска, глодаш некоја мрсна коска и си научен како татко ти или како дедо ти да ги враќаш луѓето таму по Голи Отоци и да ги враќаш во Егејскиот дел на Македонија, егејците, и затоа престани више да глумиш лудило, бе човече, те знаеме кој си.
Зимаш пари за да агитираш секој ден, се јавуваш на оваа емисија. Јас се јавувам по време на еднаш на 10, 15, 20 дена. Да, добро, ете истече времето. Ајде, еве, укажавте исто така нешто што ве погоди, да не одиме сега во таа насока кој или што кому му се допаѓа. Ке направам само таа дистинкција дека јас никого не убедувам, особено не му го менувам мислењето. Така да ако кажал некој нешто куферче и слично, значи ако не било вулгарно, ако не било навредливо, нема ниту причина да биде исклучен. Оној што се почувствувал, да речеме, навреден, може да одговори, но повторувам, затоа да не се занимаваме со други работи, односно со други луѓе. Сето она што оди во насока на вулгарност, на навредливост, не сакам ниту да коментирам за нешто полошо од тоа, апсолутно ќе биде исклучено затоа што не е ниту место, ниту простор за такви изјаснувања, изливи. Но мислењето како мислење е тоа, да се забрани некому, знам да каже, нека оди со куферот, не е навредлива изјавата, треба да се зборува за тоа какво мислење има тој околу тоа прашање и кои се корените на тоа ако е така. Па тогаш да се дискутира за тоа дополнително. И заради тоа и реков, значи едно е навредливо, кој е, не знам, да не ги термините повторувам сега, а како мислење е нешто сосема друго. С други зборови, и ако го исклучите тоа, не знам, куферче и така натаму, нема да го смените мислењето. Ако сакате да го смените мислењето, треба да дискутирате околу ставот, мислењето на тоа лице и да дискутирате, да изнесете аргументи и така натаму. Другото е само, не знам, забрана. Но тој или било кој друг ќе мисли онака како што мисли, а тука сме токму затоа за да мислиме. И не можеме да го ограничиме мислењето, а јас не можам да менувам мислење, како што кажав, односно не сакам, ниту смеам, ниту да убедувам. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Дали имаме некого, повелете. Добар ден, да, повелете. Ало? Се слушаме, повелете. Значи џабе ги вртиш 5 минути муаветите, затоа што човекот е пензионер е платеник, кој се јавува на овие емисии за да одработи, да ги одработи барите што ги добри. Тој е пензионерот битола и платен за ова да го зборува. Јас се надоврзувам само на претходникот што кажа за тој истиот човек. Значи тој истиот човек види како ти зборува тебе. Значи ова со Гоце Делчев е сгрешено одамна. Што значи то одамна? Тоа значи дека комунистите напишале погрешна историја околу која што ние денес се спориме. Така? Добро, ве слушаме, значи, да. Точно, ти ме слушаш, ама не ми потврдуваш мене, а меѓутоа на пензионерот само климнуваш со... Не ве потврдувам, ве слушам да развиете тезата. Так. Човекот е платен за да ти го каже сето тоа, дека сега што ВМРО го зборува против бугарите е нешто што не спречува да одиме ние кон светлата европска имена. А историјата е погрешно напишана од комунистите. Значи, не може сите комши наши, сите да се против ова наша историја, а денес да не можеме да одбраниме. Каде се борците да одбранат дека бугарите не биле администратори, него биле окупатори. Каде се тоа истиот пензионер да ги каже сите привилегии што ги користеше тој од времето на Југославија. Каде се тие сега да го одбранат сето? Сите тие ќутат. Зошто? Затоа што така им наредила партијата нивна. И сега што да правиме ние? Сега треба да ќутиме, да речеме дека добро е заради светлата преднина, ние се треба да прифатиме што Бугарија ни наложила. Па срамота е ова. Срамота е да се јавуваат луѓе платеници за вакви глупости. Треба, добро ти рече претходник, треба да го исклучиш ове. Но добро, не можам јас да исклучам, затоа јавете се и вие, кои не сте, да речеме, платеник, па воспоставете баланс. Како тогаш да исклучам едни, а вас да ве оставам? И кого тогаш да исклучам? Или треба, вие гледате, имаме ситуација, 10 секунди некому е дадено, повеќе
кој никогаш не го користел целото време, па реакција од другите, дајте ми и мене. А камоли и ова, тогаш нема смисла воопшто јас да правам селекција кого да пуштам, кого да не, или да му барам биографија и потекло, дали е платеник или не е. Нема што да зборуваме тогаш. А во врска со ова администратори и слично бе разбирам сосема и тоа е секако и ќе го дискутираме. Но не гледам конкретно причина толку да се реагира, затоа што пак е многу поразлично, што е безазлено администратор, ако кажете. Ја има истата, секако нема истата, но има сериозна тежина. Администратор продолжена рака на тој режим, фашистички, нацистички. Извршувал тоа што му било кажано. Администрирал во име на тој. Тоа треба да биде контрааргумент тоа што го велите вие, а не исклучете го оној. Туку ако сте смениле на место, мислам не на вас, ако е сменето да не биде окупатор, туку администратор, па да се постави прашањето тогаш, а што значи сега тоа администратор? Дека управа имал тука и не правил ништо? Не, туку бил извршна продолжена рака на тој режим. Истото, не е врат, туку шија. Тоа треба да се каже како контрааргумент на тие што велат не биле окупатори, туку биле администратори. И која е разликата? Кажете им. А не да исклучуваме. Како и да е, ви благодарам за присуството, нашиот состанок го завршуваме тука, но состанокот на комисијата продолжува и денеска и утре, па ќе видиме до каде ќе не одведе. Довидување.